Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. И ово утро срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. Ја следите утринската емисија секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме 1 февруари 2022 година, вторник, 32 ден во оваа тековна година. Веќе јануари е зад нас и еве полека почнавме да го трошиме и вториот месец во годината. Утрово во Кавадарци 8 со бела покривка со снег. Се уште паѓа снег. Всушност и вчера ние најавивме дека прогнозата за денеска гласеше дека ќе имаме снег во поедини места во Македонија, така да според прогнозата и денешна, која ни се најавува дека ќе имаме обилни врнежи од снег претежно во западните делови. Но еве и во Кавадарци и во Теквишијата утрово паѓа снег. Меко е времето, беше негде околу нулата, но како е да е, значи ете пријатно е, снегот паѓа полека, но се надееме дека нема да се задржи во текот на денот. Прогнозата вели дека ќе имаме облачно со врнежи претежно од снег. Вдолж поврдарието од дожд и снег, а на југоистокот претежно од дожд. Пообилни врнежи ќе има во северозападните делови. На повеќе места ќе се формира нова снежна покривка, а на планините ќе се зголеми. Во северните и западните делови се очекува да наврнат од 5 до 10 нови сантиметри на снег, а на северозапад и над 15 сантиметри нов снег. Попладне ќе дува умерен, а вдолж поврдарието засилен ветер од северен правец. Што се однесува до денешневе температури, тие ќе се движат од -4 до -2 во крајно западните делови на нашата земја. Потоа во северните делови, значи Скопско-Кумановскиот регион од -1 до 3, исто така облачно со снег, Кумановскиот од -2 до 1 со снег, во Беровскиот -3 до 0 степени, исто така ќе има врнежи од снег, додека на крајниот југ во Гевгелија и Струмичкиот регион од +2 до 6 степени, променливо облачно со дожд. Во Теквишијата ќе биде тоа, значи, мешано, малце дожд, малце снег, од 0 до 4 степени, во Пелагонискиот регион Битола Прилеп -2 до 3, исто така променливо со снег, и во Охридскиот регион од 0 степени до 3 во позитива. Што се однесува до утрешната температура, ќе имаме преодно поправување на времето, предпладне променливо облачно, попладне облачноста ќе се намали, ќе дува слаб до умерен, а вдолж поврдарието повремен засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се подобри, значи снегот веќе ќе престане, ќе се појави утре и сонцето, така да ќе имаме утрински малку пониски температури од -8 до 0 во западните делови, во Теквешкиот регион од -2 до 5, на крајниот југ од +2 до 7, така да еве утре не очекува променливо време, но ќе го видиме и сонцето. Денеска не би требало сонце да се појави според ова прогноза, значи ќе имаме претежно облачно време преку целиот ден со врнежи од снег на повисоките места, а на пониските дождот, односно снегот ќе се претвара во дожд. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, ги споделија следниви информации. На 1, значи февруари, во 6:20 на потегот Маврово Дебар
i obratno, pоради obilni vrneži na sneg, vovedena je zabrana za dviženje na teški motorni vozila. Što se odnesува do Sobrakjajot, na državните patišta se odviva neprečeno po namesta vlažni kolovozi. Slab sneg vrne во западниот дел на републиката. Интензитетот на Собракјаот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Што се однесува до квалитетот на воздухот во Кавадарци, според мерната станица која имаме овде инсталирано во градот, таа ни покажува дека воздухот и ово утро е прилично загаден во Кавадарци, така да ако не мора да излегувате, почитувани гледачи, вие кои сте постари, не морате, седете дома или пак ставите маска, шал на уста, на нос, затоа што ете според ова мерна станица, тие параметри покажува дека воздухот е загаден во Кавадарци ова утро. Еве тоа беа почетните сервисни информации. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. На почетокот еден поздрав со една убава песна. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože.
продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Сакам на почетокот, пред да ги прочитаме денешните капки на мудроста, да ви се заблагодарам на вашата гледаност, според шемата што овде Facebook ми ја изфрлува, односно ми ја дава. Вчерашната емисија наистина била гледана во повеќе држави во светот. Еве да почнеме од Македонија, провинцијата, или како овде што Facebook ја нагласува, местото Чаир во Скопје, имаме многу кои не следат, Кавадраци секако, понатаму централна Србија, Војводина, Велес, Струмица, Ново село, Босна Херцеговина, но кога ја отварам рубриката за кои земји не пратат, значи секако Македонија е најмногу, потоа на второ место е Србија, Бугари имаме доста кои не следат, во Германија, Хрватска, Босна, Белгија, Австралија, Австрија, Монтенегро, односно Црна Гора и така натаму. Секако има и други држави што Facebook не ги регистрира, но како е да е, ви благодарам што еве одвојувате време да ова утро во 8 часот и 30 минути бидете со нас, да ја следите ова наша заедничка, односно ваша програма, ваша емисија Радио Глас на надежта. Ако имате ваши предлози, почитувани гледачи, ваши сугестии, пишете ни да ја подобриме нашата емисија, да внесеме некои нови рубрики, се трудиме да биде рубриките интересни, привлечни и сестрани, значи да не бидат само во една насока, да имаме спектар на разни делови во ова наша емисија. Затоа пишете ни и ваши искуства, како сте го запознале Господа, ние тоа ќе го објавиме во наредните утра, во наредните емисии. Ово утро приготвив интересни капки на мудроста, па сакам да ги споделам. Не боли паѓањето, боли тоа што те туркаат луѓето кои мислиш дека те држат кога паѓаш. Интересна мисла. Немој да обвинуваш никого во својот живот. Добрите луѓе ти носат среќа, лошите искуство, а најлошите лекција, а најдобрите секако спомени. Малку се они кои гледаат со своите очи и чувствуваат со нивните срца. Не се врзувај премногу за луѓето, еден ден ќе си заминат без да ти кажат зошто. Секоја песна има свој крај, што би се рекло, се што има почеток, има и свој крај. Никогаш не го искористувај оној што те сака. Животот се дели на 4 дела: сакање, страдање, борба и победа. Тој што сака, страда. Тој што страда, се бори. А тој што се бори, секако на крајот и победува. Ако некој ти не достига, тоа е само доказ дека го сакаш. Не можеш да го смениш минатото, ниту да ја контролираш иднината. Но денес можеш да го смениш расположението, допирајќи нечие срце со твојата насмевка. Како што рѓата го јаде железото, така зависта го јаде завидливиот. Никој не е толку глупав колку оној кој не сака да слушне. Интересна мисла. Никој не е толку глупав колку оној кој не сака да слушне. Да се живее не е секогаш пријатно, но секогаш е занимливо. Секој ден си носи своја и добро и лошо, затоа животот е занимлив. Ништо толку не те чини колку она што си го измолил од луѓето. Да се јаде многу мед не е добро, ниту да се бара претерана слава. Тоа го вели, мислам дека е мудриот Соломон, кој вели не е добро многу да се јаде мед. Иако медот знаеме е здрав, како лек служи, меѓутоа, ако се претери со медот, може да биде да штети на телото, на здравјето. Зборови кажани во право време се златни јаболки во сребрени садови, и тоа е мисла на мудриот Соломон. Во животот не треба да трчаш, доволно е да тргнеш на време. Постои една српска поговорка која е слична: ако на време не тргнеш, трчањето не вреди. Може понекош, ако потрчиме тука е возот на 10 на метри или автобусот, ќе го сфатиме. Меѓутоа, сепак, ова изјава има своја тежина. Ако сакаме да стигнеме на време, да стасеме на време, да тргнеме со време, а не кнап, затоа што може на патот да се испречи некое возило, може застој на патот и едноставно ќе задоцниме.
Životot je mnogo dol koga si osamen. Žalost, taka je. Životot je mnogo dol koga si osamen. Zato se potrebni prijateljite, drugarite, s koji možemo da komunicirаме, da razmeneme mišljenja i tako da ne se čustvujeme osameni. Bog nego sozdal čoveka da bide sam, veli vo prva knjiga Mojsejeva, Mojsije go zapišel to i gi prenel ti je Boži zborovi. Sve to te scena, doađaš, gledaš i si odiš. Da, kako jedna pozornica, kako teatar. Glumci te doađat, je odigrovat svojata scena i zaminovat. Taka je, počtovane gledači, i čovečki život. I eve, ušte jedna misla, plemeniti od kamen je bezvreden, se dodeka ne se obraboti. Čovjeko te ni zašto bez vospituvanje. I zato Solomon veli, uči go deteto dodeka ušte malo. Pa nema da odstapi, niti kojeg je ostari. Može bi nekoj raboti kojeg je porasne deteto, ki gi podzaboravi ili ke nauči nešto, nekoj trikovi, nekoj nedobri raboti. Međutim, sepak ona što je vtkajeno vo to mlado srce, vo mladite geni, vo mladite denovi, to go pameti cel život. Koga i da je, to i ke se vrati na tije misli što bile vtkajeni, on je dobri, pozitivni raboti vo njegovi od karakter. Zato, počtovani gledači, vi koji ste mladi, koji imate dečenja, učite gi vašite deca, znači vospitovajte gi, vgraduvajte ono što je dobro. Može bi podcena na vašto zdravje, na vašto vreme, na vašte pari, no to ako se isplati jedan den. Znači, bez vospitovanja ništo ne vredi. Evo, to bi za ovo utro kapke na mudrost, a svega ki odime da je slušneme prikaznava koja je podgotvena za vas, počtovani gledači, za ovo utro. Da je slušneme. Trogatelna prikazna koja dokažava дека treba da gi cenime našите najbliski пред да биде предоцна. Независно од тоа како светот се менува, проблемот на генерации постои во секое време. И иако е многу тешко да се разбере лице кој има големи разлики со нас, треба да ги цениме нашите баби и дедовци. Тие за секогаш ќе останат за нас упориште на вистински вредности и извор на мудрост. И ова е едноставна вистина која треба да се запамети. Баба беше дебела, широка, со мек глас, мелодичен и многу не сакаше. Целиот стан е пон со нејзини глупости врескаше таткото на Борис. Па каде да оди стара жена, му се спротистави мајката на Борис. Во дом за стари лица, ете каде, таму е местото, додаде таткото. Сите во куќата, вклучувајќи го и Борис, ја гледа својата баба како сосема непотребна личност. Баба спиеше на тврд душек, по цела ног се вртеше од еден на друг колк. Наутро прва ке станеше и ке почнеше да работи гласно во кујната. Пото ги будише керката и зетот. Станете, станете, ајде, водата во чајникот зовре, да испиете нешто топло пред да тргнете. Борис беше следниот. Стани, мило мое, да одиш на училиште. Зошто? Ја прашал Борис со солнив глас. Зато што темниот човек е глув и нем. Ете затоа, му одговорила бабата. Оди ти, бабо, дополнително рекло момчето. Бабата скоро секој ден му ги чистеше чевлите на таткото на Борис и кога малиот Борис ке се вратеше од училиште, ке го фрлеше ранецот во рацете на бабата и ке извикаше: "Бабо, што има за ручек?" Бабата го оставаше плетењето, ја поставуваше масата и го гледаше Борис како јаде. Тој во тие моменти ја чувствуваше бабата како близок пријател и раскажуваше за сите згоди и незгоди на училиште. Бабата го слушаше со љубов, со големо внимание, велејки: "Се е во ред, Борче, и добрите и лошите работи се добри. Од лош човек ке работиш повеќе, од добра душа ке цветеш." На Борис му пристигнал пријател и кога сакал да се поздрави со бабата, Борис му кажал дека не мора затоа што таа е стара, старото дрндало по дома. Другарот останал збунет, а бабата со солзи во очите.
Додека разговарале во другата соба, пријателот го прашал зошто така се однесуваат со нивната баба и дека таа треба да е главна во куќата затоа што повеќе не може да работи како порано. Не можеш да ја навредуваш. Замисли да дознае татко ти, рекло другарчето. То нема да биде проблем, ниту тој не ја поздравува, одговорил Борис. По овој разговор Борис се подзамислил и додека сите седеле во собота ја прашал бабата: Бабо, дали ние тебе те навредуваме? Нашата баба е подобра од сите, а живее полош од сите, никој не се грижи за неа. Мајка му била изненадена, а таткото му луд. Кој те научи да ги осудиш твоите родители? Погледни ме, уште си мал. Бабата, насменувајќи си рекла: Би било глупово да не се радуваш. Син ти расте. Јас го проживев мојот живот. Вас староста доправа ве чека. Тоа што ќе го убиеш нема да се врати. Грбот на бабата станал уште подвиткан. Таткото се шегуваше. Еј, мајко, уште малку со земјата ќе се споите. Мајката на Борис наведено му велеше: Престани така да зборуваш со стара жена. А кога ќе ја прашате бабата да заврши некоја работа и велеше: Дебе, мамо, како желка си, до кујната ќе те пратам, 1 саат те нема. Бабата почина пред мајскиот празник. Таа умре сама, седејќи на стол, плетејќи чорапчиња за Борис. Имаше прибор на масата така што очигледно го чекала Борис. Наредниот ден ја погребаа. Кога се врати Борис дома, ја виде мајка му како клечи до ковчегот кој го чуваше неговата баба. Внатре имаше многу стари и чудни работи. Мајка му држеше црвена чевличка во рацете и плачеше. Уште ја чувала, моја е. Тогаш од ковчегот почна да валат работи кои бабата ги чувала за нив. Кошола и чевли за зетот, марама од свила за керката, ракавици и шал за Борис. Тогаш татко му на Борис извадил и кесичка со сладки, на која пишувало: За мојот Борче. Борис тогаш пребледе, ги грабна бомбоните и излезе надвор. Луташе долж улицата. Тој дошол дома кон крајот на вечерата. Очите му беа отечени од солзи, а свежа глина му била залепена на колената. Торбата од бабата ја стави под неговата перница и покривајќи ја главата со кебе си помисли: Баба нема да дојде да ме разбуди наутро. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, поракава од ова приказна, верувам дека стаса до нашите мисли, до нашите срца. Многу е важно да ги почитуваме нашите стари, баби, дедовци, родители, зашто еден ден кој ќе ги изгубиме, тоа многу ќе ни недостасува. Мислам дека ова порака дојде во право време, зашто многу млади можеби се чувствуваат така поладно, постудено кон своите постари членови во семејството. Нека навистина Господ ни помогне да ја испочитуваме и петата заповед кој всушност гласи дека треба да имаме респект, да ги почитуваме нашите родители. Одеме сега со уште една песна, почитувани гледачи, да ја слушнеме ова убава христијанска песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме утринскава порака за ова утро. Thank you.
Денешнава утринска порака ја наоѓаме во библискиот текст во прва Мојсеева или Битие, 1 глава, 27 и 28 стих. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик. Ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог: плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Владајте над неа. Владајте над сите живи суштества што лазат по земјата. Адам бил крунисан цар на Едем. Нему му била доверена власта над секое живо суштество створено од Бога. Бог ги благословил Адам и Ева со интелигенција каква што не му дал на ниедно друго од неговите созданија. Бог Адама го прогласил за законит суверен над сите дела на своите раце, создадени да бидат слика и слава Божја. Адам и Ева примиле дарови достојни за својата висока одредба. Секоја нивна духовна и душевна способност ја одразувала славата на Создателот. Надарени со високи душевни и духовни дарови, Адам и Ева биле создадени само малку подолу од ангелите. Нашите прародители, иако создадени невини свети, не биле лишени од можноста да сгрешат. Бог им дал слободна волја и ги создал како суштества способни да ја ценат мудроста и благонаклоноста на неговиот карактер и правичноста на неговите барања и наполно слободно да одлучуваат дали ќе му бидат послушни или не. Имале среќа да разговараат со Бога и со светите ангели, но пред нивната сигурност не може да се смета за овековечена, требало да се провери нивната верност. Уште од почетокот на човековото постоење, требало да се заузди склоноста кон попуштање себе си, таа судбоносна силна склоност која била основна причина и за падот на сатаната. Дрвото на сознанието што се наоѓало во средината на градината, недалеко од дрвото на животот, било одредено да ја провери послушноста, љубовта и верата на нашите прародители. Бог на човекот му поставил закон како неизбежен услов за неговото постоење. Тој бил приврзаник на Божето владење и без закон не може да постои ниту една влада, ниту било каква власт. Се додека му биле предани на Бога, Адам и Ева имале власт над сета земја. Без исклучок му се покорувало се што живее на земјата. Лавот и јагнето мирно си играле крај нив или заедно би лежеле крај нивните нозе. Срекните птици мафтале со своите крилја околу нив без никаков страв, а кога нивните радосни песнички се издигнувале во слава на Творецот, Адам и Ева им се придружувале, одавајќи им благодарност на Отецот и Синот. Еве, ова утринска порака, почитувани гледачи, не врати во времето на градината Едемска, каде што Адам и Ева живеле во една прекрасна средина. Господ приготвил нешто што, како што вели апостол Павле, ни око не виде, ни на човечко уво не дојде. Такво нешто имале, какво предимство имале Адам и Ева. Се до оној миг, додека не погрешиле, додека не станале зависници од гревот, односно му свртиле грб на Господа. Нему му била доверена, на Адама и на Ева му била доверена власта над секое живо суштество створено од Бога. Адам е кум на сите животни, тој им ги дал имињата, почитувани гледачи, така пише во Светото писмо. Адам и Ева навистина живееле во една прекрасна градина. Адам бил крунисан цар на Едем, на Едемската градина. Секоја нивна духовна и душевна способност ја одразувала славата на Создателот. Надарени со високи душевни и духовни дарови, Адам и Ева биле создадени само малку подолу од ангелите. Според некои податоци, Адам бил висок околу 4 метри. Ева била пониска за една глава до неговите рамења. Меѓутоа, сепак биле прекрасни и физички, и умствено, и духовно, и интелектуално. Каква предност имале нашите прародители, но на жалост сето тоа го изгубиле. Но еден ден Бог повторно ќе го поврати Едемскиот рај, Едемската градина. Тоа ќе биде овде, нова земја после 1000 години поминати горе на небото, кога Господ ќе создаде ново небо и нова земја,
kada što ke vlade pravdata, veli Sveto pismo. Neka navistina Gospod ni pomogne, počtovani gledači, nije da se održime vo verata, da budeme istrajni jedan den koji će dojde Isus, da se najdeme vo na grupa na spaseni koji će kažat, evi go naš od Gospod Isus Hristos, kogo čekavme. Navistina, Biblijata je prekrasna, su prekrasne informacije, su mnoštvo sovjeti, su mnoštvo ilustraciji koji nju kažuvat na sve ono što Gospod go prigotova za sekoj njegov sledbenik. I svi vi koji sakate da izučuvate Biblijata, počtovani gledači, a nemate, slobodno napišete ni imame dovoljen broj na Sveto pismo da vi podarime besplatno, ke vi ispratime na vašata domašna adresa ili pak ke vi ja donesat našite sorabotnici. Zato slobodno napišete ni na mail ili na telefon od koji može da go vidite, odnosno da ni pratite poraka su vaši podatuci, ili pak da izučuvate Biblijata pod dopisem PAT, svega za koji mi ja vidim je reklamata, znači postoji online dopisna škola biblijatazborova.mk. Pogledajte reklamata i slobodno vlezete u ta web stranica, pročitajte gi tamo upastvata i ke možete na jedan neposredan način da izučuvate Biblijata, odnosno tuka se 8 pravci na dopisna biblijska škola. Da je vidime svega reklamata. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдесме до рубриката за библиските личности. Овутро ќе кажеме неколку реченици за Давид. Царот Давид. Централна личност во Библијата, во Светото писмо, личност која е оставила длабок белег во историјата на еврејскиот народ. Цар Давид. Давид е роден во Витлеем како најмлад син на Јесеј. Давид имал и други браќа, меѓутоа по својата издржливост и по својата верност навистина ги надминува сите негови браќа. Како млад, израелскиот пророк Самуил го поучувал на разни работи. Давид дошол пред дворот на царот Саул, во кој тој моментално бил болен. Интересно, првиот цар, кажавме вчера, дека бил Саул. Меѓутоа, Давид често пати доаѓал во домот на Саула. Давид бил овчарче, чувал овци и знаел да свире на жичени инструменти, поготово на харфа. Доаѓал тамо во дворот на Саула, свирел и затоа поради тој голем чин, каде што Саул бил, можда кажеме, разочаран, имал некои здравствени проблеми, со таа мелодија што ја отсвирел самиот Давид, го расположил Саула и едноставно Давид станал најголем миленик на Саула. Според Библијата, значи, знаеме оној голем настан што се случил кога израелците имале големи проблеми со филистејците на чело со нивниот војсководител Голијат. Никој не се спротивставувал на тој голем джин, се плашеле кога требало да војуваат и затоа во еден миг Давид се осоколил и рекол: јас ќе одам, јас ќе го убијам во името на Господа Исуса Христа. И знаеме што се случило, тој изел 5 каменчиња тамо во полето, од потокот и отишол во полето каде што била израелската војска од една страна, од другата филистејската.
i jednostavno to je bilo Božje providenje. Bog go vodil toj kamen da dopre do čelotona Golijat i David gubil. Na toj način David se pročul mnogo vo Izrael. Ženite tamo veli tekst od mnogo sakale, go obožavale. Kaj Saula poštala da se javova ljubomora i jednostavno sakal da se oslobodi od Davida. Interesno, posle Saula na vlaske dojde David. Iako David ke stane izet na Saula, no sepak toj ki ima vnatrešna ljubomora. Nekada od 1005. godina pred našta era do 965. godina tuka David se zacarel i vo toj period toj ke vlade so Izrael. Istorijata zabeležila deka najdobroto vladenje za Izrael bilo vremeto na caro David. Caro David ke go nasledi njegovio sin podosna Solomona. Međutim, vo nekoliko navrati znači Saul sakal da go ubije Davida, međutim Bog na čuden način jednaš mu fril kopje za da go pogodi, no to kopje se izmestilo na čuden način, sve kako to je bilo Božja intervencija. Istorijata na David je interesna, imao dosta kačuvanja vo svoj život, no i dosta paganja, napravil neko čekor i pogrešni vo svoj život, što go činilo na vistina mnogo žrtvi. U jedan moment koga toj stanal car, njegovio sin stanal protiv njega i moral da go napušti carstvo, to su svoji te 600 vojnici da se krije gore vo planina. Kako je da je David interesna, kontraverzna, možda kažeme u nekom momentu ličnostno, Bog Boži ljubimec, Bog go sakal i Bog na vistina go čuval, zašto David imal meko srce, mnogo pravil dobri dela i go zacvrstil carstvo to Izraeljevo. Preko to njegovo koleno, ili kažeme ta loza njegova se rodil podosna i Isus Hristos. Koga Saul zaginal, to go kažem i včera na bojno topole, vo bore protiv Filistejcite, toga stradal i Jonatan, sinot na Saula, a Jonatan bil prv drugar, mnogo blizog prijatelj na Davida. David na vistina plačel, zašto veli se sakahme kako ženska ljubav. Znači, toliko bile bliski, toliko bile prisni. No na kraju moral da se razdeli od svoj najdobar prijatelj Jonatan. Kako je da je David vo Hevron bil proglasen i krunisan za car na Judeji. Interesno, poštovani gledajući, kako ga odbrale Davida. Koga Samuilu trebalo da ga proglasi novio car, Bog mu veli odi vo domot na Jese i tamo ke go najdeš narednio car. I koga go prašava Samuilo, tatko, to jesi, imaš li sinovi? Da, i toj go donel najstarijot, najkrupnijot, najubavijot. Ne veli, ne, to imaš li ušte nekoj? Pa slednijot je na kraju, koja gi pominal site sinovi, prašava Samuilo, a imaš li ušte nekogo? Imam veli jedno malo tamo sinot, najmaliot, gi čuva ovcite evo poleto. Donesete go nego. I na vistina, koga David došao, Samuilo znal deka toj ke bide slednijot car vo Izrael. I Samuilo go pomazal, go proglasil za car Davida. I na vistina, vo to vreme, znači, David imal nekoliko vojni koji gi vodil se opstanati te državi, no sepak za njegovo vreme može da kažeme deka carstvo to Izraelevo dostignalo kulminacija. Podocna, posle njego doaga njegovi sin Solomon, za koji etike zboruvame vo narednite emisiji. Kako je da je? David je interesna ličnost, čitajte gi njegovite psalmi, ima 150 psalmi, tuka to go izliva svoje to srce, ono što go čustvalo vo svoje ta duša, na vistina David bil silen vojskovoditelj i go vodil izraelski narod na vistina vo dobri raboti, međutim sepak, kako što spomnav, imali svoje slabosti kako sekoj od nas, no sepak bil David Boži prijatelj i Boži čovjek. Evo toliko za Davida, odeme sega su pesna, počtovani gledači, i potok se vratime povtorno vo našu emisiju. Bog je taj koji nas može čuti, ko može učiniti čuda u našem životu. Go
crnim teškim stupnjama. Mnoge noći besane u dugim gornjim šutnjama. Ti me uči gledati budućnost i svjesnost Evo nepovtorno uživo во нашата емисија, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта. Утринска адвентистичка програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути, секако по македонско време. Поздрав до гледачите од Австралија. Еве сега гледам се вклучиле и наши гледачи од Австралија. Поздрав до Калински, Проданов, Петар, Игор, Филип од Гевгелија. Возвраќаме на вашиот поздрав, почитувани гледачи, и до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова наша утринска програма. Дојдовме до рубриката за нашите водопади кога зборуваме, за нашите села, за нашите излетнички места, за нашите убави краеви, така да утрово се одлучив да кажам, да споделам неколку реченици за станички водопад. Станички водопад, лек за нерви, место за опуштање и релаксација. Станички водопад или станички водопади на Козја река, десната притока на Дурачка река, која во градот Крива Паланка се влева во Крива река. Значи, овој водопад може би непознат за пошироката јавност, почитувани гледачи. Станички водопад се наоѓа во непосредна близина на градот Крива Паланка. Се наоѓа, значи, во северниот дел на Осоговските планини, крај селото Станци, 8 километри јужно од Крива Паланка. До самото село Станци во долината на Дурачка река води асфалтен пат до 5 километри. Да бидам искрен, не сум бил во тој дел, во тие предели на нашата земја. Сум бил во Крива Паланка, меѓутоа не сум отишол еве до овој водопад, и еве некој тоа го опишал, па да ни биде полесно како да го најдеме самиот водопад. Потоа се тргнува по патека која води покрај Козја река и по околу 3 километри или пешки 30 на минути пешачење се доаѓа до големиот станички водопад. Водопадот е на надморска височина од 1160 метри и функционира во текот на целата година. Неговата височина изнесува 11 метри, со што е најголем постојан водопад на Осоговските планини, нешто помале од водопадот на Злетовска река кај селото Јамиште.
Во подножието на овој ерозивен водопад со вртоложно движење на водата е создаден голем природен базен или Джиновски лонец. Од Джиновскиот лонец речната вода слаповидно истекнува кон помирниот дел на Козја река, паѓајќи уште 3 метра на релативно кратко растојание, така што водата вкупно се спушта од 14 метри. Инако водопадот е релативно пристапен и се наоѓа во густа букова шума, што заедно со бистрата речна вода која се прелева кон околината му дава посебна убавина. Кон повисоките делови има уште неколку мали водопади кои го надополнуваат амбиентот. Освен водопадите, на овој простор има интересна појава на огромни карписти блокови настанати со механичко распаѓање. Самата долина на Козја река е тесна и на одредени места скоро вертикална со изглед на мал канјон. Поискачувањето по неа е доста тешко. Кон исток, долината стрмно се издига кон билото на калин камен на околу 1800 метри надморска висина и понатаму кон Царев врв, што може да биде интересна рута за планинарење. Сето наведено надополнето со свежата и пријатна клима, чистиот воздух, зеленилото, архаичните објекти на селото Станци и селото Дурачка река, како и блискиот етно ресторан и рибник прават посетата на овој простор да ви биде изоредно доживување. Значи, еве пролет полека се ближиме, почитувани гледачи, планирајте го вашето време да го посетите и овој интересен предел во нашата прекрасна земја. Тамо, ако сте љубител на риба, значи еве има и рибњак, етно ресторан, кај што може да поминете убав викенд со вашето семејство, со вашите пријатели, со вашите другари. Значи, ово утро се подсетивме на Станички водопад, лек за нерви, место за опуштање и релаксација. Добро, еве толку беше денеска за нашите водопади, за кои зборуваме или за нашите села секој утро. А сега сакам да спомнам неколку совети и за здравието, почитувани гледачи. Иако времето на калинки помина, есента беше богата со калинки, бидејќи во Македонија има доста во јужните предели, во Гевгелија, во Валандово, во Богданци калинки, па и во другите градови кај што луѓето одгледуваат. Сепак на пазарите може да се најдат се уште калинки, совети за здравје и подобар живот. Калинките личат на црвените крвни зрнца и имаат широк спектар на лековитост. Тие се добар извор на антиоксиданти. Многу клинички студии ја испитувале превентивната улога на калинката кај ракот на простатата, ракот на кожата и ракот на дојката. Исто така, многу студии докажале дека калинката го забавува развојот на ракот. Калинката е полна со антиоксиданти, витамин А, В5, С, Е, калиум, фолна киселина и железо. Може да помогне и кај лицата со срцеви заболувања. Една чаша сок од калинка го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести. Исто така, калинката помага и во намалувањето на симптомите поврзани со старењето. Калинката содржи големи количества на фенолна елергична киселина. Ова фитохемикалија е силен антиоксидант и делува против ракот. Истражувањето покажуваат дека делува во превенција на најраните хемиски реакции кои може да доведат до рак кај човекот. Растителните хормони кои се наоѓаат во калинката го намалуваат ризикот за појава на рак на простатата. Сепак има мал број на студии кои испитували улогата на сокот од калинката во превенција и спречување на ширење на ракот на простатата, па затоа се потребни дополнителни испитувања за да со сигурност се откри дали тој навистина дава одредени бенефити. Во однос со другите сокови, виното, како и зелениот чај, калинката, односно нејзиниот сок, содржи најмногу антиоксиданти. Збогатете ја храната со зрната од калинката во сладки и солени јадења, како јогурт, овошна салата,
také pridonese vaše dobrok, daje pozdrav. Еве тоа беа советите од здравјето за калинката ово утро зборувавме. Ке споделам сега еден рецепт. За сите вас, драги домакинки, кои правите кифли, еве еден рецепт, една понуда добра. Кифли меки како душа. Состојки: 1 килограм брашно, 2 јајца, 150 мл зејтин, 4 лажици шекер, 2 лажици сол, 1 свеж квасец, половина литар млеко, 250 грама маргарин. За премачкување на кефличките, значи маргаринот е тоа, затоа е потребен и едно јајце. Како сето тоа да го подготвите? Пред да започнете со подготовка на кефличките, покрижите се сите потребни сосојки да бидат на собна температура. Загрејте го малку млекото и ставете го квасецот со малку шекер и брашно да надојде. Во еден длабок сад просејте го брашното и додајте ги јајцата, зејтинот, шекерот, солта и надојдениот квасец со млекото. Замесете убаво мазно и меко тесто кое нема да се лепи за рацете. Ставите го во садот, покрите го со една крпа и оставете го на топло место убаво да нарасте. На наместена површина извадете го тестото и од садот и поделете го на 4 еднакви делови. Од секој дел посебно расукајте една округла кора. Кората намачкајте убаво со маргарин. Сечете со нож или најдобро со нож за пица на 12 или 16 делови. Секој дел виткајте го во кифличка и ставете ги во подмачкан плех. Оставете ги така во плехот и повторно убаво да нараснат. Во меѓувреме вклучете ја рерната на 180 степени да се загре. Нараснатите кифлички намачкајте ги со изматеното јајце и посипите ги со сусам. На секој од нив ставете по едно мало парче маргарин. Добар апетит на сите вас, почитувани гледачи. Испробајте го овој рецепт, ќе добиете навистина убави, меки кифлички, како овде и насловот што гласеше, како душа. И посакувам добар апетит, испробајте ги овие кифлички и навистина ќе бидете благодарни. Одиме сега со песна и потоа ќе отидеме на последната рубрика од нашава денешна програма. Единецот Твој безгрешен го прати Ти на земјата, да чекори на овој свет, да стане јагне Божјо. Дојдеш за нас, јодескна, се смеја при смртта му, измамнику му вика, светот го расплаја гредо. О, јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме. Ој Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. Бев изгубен и умирав, но крај себе ме зеде Ти, со животот ме плати Ти, со Тебе јас сум сигурен. О, јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме. Мој Исусе, Спасителе,
za mene se žrtvovaše. O jadne Božo presveto, bo krv ta tvoja izmi me, moj Isuse, Spasitele, za mene se žrtvovaše. Еве, почитувани гледачи, повторно сме во живо. Значи, ова програма оди во живо, така да сите активности ги работиме сега во овој миг овде во нашето студио, во студиото на Радио Глас на надежта во Кавадарци. Сакам сега да споделам неколку интересни факти, бидејќи имаме рубриката Археологијата ја потврдува Библијата, односно Светото писмо. Книга над книгите, како што се вели, секој дом треба да има Свето писмо, да има Библија, да ја чита, да ја проучава, зашто на страниците го откриваме самиот Бог. Пренесува мисли од книгата Археологијата и Библијата од професорот Драго Обрадович. Еве што тој запишал во својата книга. Исус своите следбеници ги повикал да ја проучуваат Библијата, зашто не ја сметат како сигурна божествена објава која грешите луѓе ги води во вечниот живот. Во 1867 година британскиот офицер Чарлс Варен открил систем за наводнување и канали ископани во Карпите над изворите што воделе до падините на Ридот. Еден библиски стих, дотогаш неразбирлив, го дал вистинското значење и смисла по ова откритие. Тој стих е дел од текстот што го опишува освојувањето на Ерусалим и населувањето на Давида во новата престолнина. Овој цитат од втората книга Царства, 5 глава, 8 стих. Давид рече истиот ден, кој ќе ги победи јевусејците и дојде до водоводот, ќе добие награда. Очигледно, ова изјава на Давид дека во тоа време постоел водовод за археолозите било неразбирливо, несватливо и не верувале дека во тоа време, во времето на царот Давида, постоел дури и водовод во Иерусалим, се додека археолозите подосна не го пронашле. Царот Давид знаел дека слаба точка на хананската тврдина е синорот, тунелот, водоводот, прокопот, издупчен во Карпа, со чија помош на жителите им е доведена вода во градот, за време на обсадата да има доволно вода без оглед на непријателскиот обрач. Едно друго откритие потврдило дека стариот Јерусалим се наоѓал на карпесто возвишение меѓу Кедрон и Типерон. Во 1880 година две момчиња се капеле пред влезот на еден тунел покрај резервоарот за вода на јужната страна на стариот град. Едното од нив, со свеќа во рацете, се осмелило да влезе во тунелот. Сосем случајно забележало надпис врежан над зидот од тој тунел. Овој надпис, кој потоа е преведен, гласел вака: работите се приведени кон крај. И еве како се одвиваше копањето на тунелот. Кога остана само уште 3 лакти, околу 1,5 метри, на сите страни се слуша само довикувања на работниците кои со голема радост и љубов ги изведува овие работи. Кога беа завршени сите работи, ударите на копачите во зидот го значија крајот. Водата ќе тече околу 1200 лакти, приближно 600 метри од изворот, па се до резервоарот, а карпата што се наоѓаше над главата на рударите беше висока 100 лакти или 50 метри. Кој можел да издаде наредба низ карпата да се прокопа овој тунел водовод во должина од 533 метри и да се вреже овој толку значаен надпис? Стариот завет на 2 места спомнува дека лично царот Езеки издал наредба да се прокопат тунелите од изворот Гион се до градот, да се направи езеро за да се обезбеди доволно количество на вода.
I navistina, počtovani, gledajući, ova se ostvarilo. Arheolozite go pronašli toj tunel, mnogo vjekovi podocna. Koliko je Biblijata vjerodostojna, počtovani, gledajući. Zato deneska treba da vjerujeme na Biblijata, na Sveto pismo. Ta je knjiga nad knjigite. Sam Gospod je sočuval da dojde do našite denovi. Da imame deneska ta sveta knjiga, da može da je čitame, da je proučuvame, da se uskituvame, no i da gi otkrivame Božite karakterne osobini i planot na spasenje. To sve je zapišano vo Sveto pismo, vo Biblijati. Zato svi te vije koji se ušte nemate počtovni gledajući Biblijata, slobodno pišetini, nije keve ispratime na makedonski jazik, da imate vo vašto semestvu da je čitate i da budete radosni, srekni ušte deneska, zašto na stranicite na Biblijata go otkrivame Boga i otkrivame golemata Isusova ljubav koja je upatena do svekog od nas. I pred da se odjavime, poleka dojdovme do kraja nova naša današnja programa, ke spomnam jedan kratok primjer i potom ke se odjavime, ke završime naša ta emisija. Primjer od se vika Koben Teret. 1812. godina. Golemata armija se borila na nekoja golema dolina vo Rusija. So neopišljivi stradanja prosledeni su stud, zamor i glad. Zadi se olesni na primorenata voružena pridružba odlučile da go ostavat plenot, bile to teški sandaci vo koji se naogelo zlato ograbeno od žiteljetevo Moskva. Znači Moskva bila napadnata, ograbena, mnogo zlato bilo ukradeno i vojnicite toa vo sandaci go nosili su sebe, no bili obremeniti od umor, od stud, od zamor, od sneg i jednostavno poleka pošale da gi ostavati sandaci polni so zlato. No delo dvojnicite gizeli tije zlatni šipki vorace i seušte se dvižele. Toga se vidjeli luge koje jedva imale sila da se vlečat, kako se frlat na to bogatstvo koje trebalo snego da go zatrupa. Kako najednaš našle nadprirodna sila da se opteretat su teški te šipki na zlato i taka produžile. No što se slučuvalo po natavom, počtovani gledači? Posle kratko marširanje so tetarevanje, sekoj od ovije nesreknici pagjal i povtorno ne može da stane. Umorni vojnici, studeno bilo, sneg pagjalo, a tije se ušte voracite go vlečele nekoj od njih toa zlato. Nekoj pagjali mrtvi, no sekogaš se pojavil drug vojnik da je zeme zlatnata šipka od onoj koji umira i sega i toj da se bori do iznemoštenost, do smrt, kakovo nekoja zlokobna konjska zaprega. Nekoj koji bil svedok na toj nastan, koji sve to go nabljudoval od strana, znači koji bil dovoljno pametan da se protistavi na to iskušenje, raskažuva kako ista ta šipka zlato promenila okolo 30 žrtvi. Potresna ilustracija, počtovane gledači, zaželbite čovečki koji go vlečat vo smrt. To je čovečka alčnost. Se borile za život, no ete čovečko to koje je nezasitno, sakale da se dograbat do tije šipke na zlato. Grčevito se fakja za zemljete dobra, su iluzija da gi dobije koga im je rob. Doagja moment koga ke mora da ga ostavi i što ki ima voracite koja ke stigne vo zemljate kada je zlato to ne vredi. Da gi otvorime, zato počtovani gledači našite oči deneska za vistinske te raboti koji vredat, za one vrednosti koji Bogi dava. Nažalost, denes luge to povek je vreme posvetuvat na zemljite raboti otkoliko na nebesnite. Isus ni poračova i s ova poraka ja završavam ova emisija. Ne subirajte si bogatstvo na zemljata, kada što moleco ti regete gi uništuvat i kada što kratci potkupovat i kradat. Neka Gospod ne blagoslovi deneska počtovne gledači, neka ne vodi, budete odgovorni, čuvajte se, vi zakažu vam nova sredba, ako Bog dade život i zdravje, utre, sreda, v 8 časov i 30 minuti, a do togaš, do viduvanja. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски.
Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.